Добро вечер. Започнува уште едно издание на Рапорт. Статистика вели, најниската пензија во 2006 година изнесуваше 4330 динари, додека најниска пензија во 2015 изнесува 7783 динари, што значи зголемување од околу 3400 динари. Процентуално зголемувањето од 2006 до 2015 изнесува околу 60%, и тоа во време на светска криза, во време на европска должничка криза. Почнувајќи од 2010 година е воведена можноста за бањско-климатска рекреација на пензионерите. Овој проект, кој се реализира во соработка со Министерството за труд и социјална политика, им овозможува годишно на околу 5500 пензионери да ги користат погодностите што ги нуди оваа рекреација. Сепак, околу добивањето на пензиите и работењето на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување ќе дознаеме повеќе од нашиот денешен гостин. Добро, одлично, што друго да кажеме? Задоволно, што друго? Кога отидете, брзо завршите работа таму? Завршуваме, секогаш. И сега ќе одам таму. Да. Има ли нешто што недостасува на пензионерите? На пензионерите, се убаво, што да кажеме друго? Јаде се, пие се, одмараме. Заслужили сме што сме работили до сега и тоа е. Пензионери на кои било секој денар им значи. Не е примерно. Не е примерно за да одиме со процентуално зголемување на пензиите. Така, Затоа се остану на линеарното. За сите исто. важи истото. Да. Така, овде е и бањско-климатската рекреација. Колку пензионери оваа година ќе заминат? Има ли интерес? Интересот за бањско-климатската Како што најавивме и на самиот почеток, гостин во Рапорт е заменик директорката на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, госпоѓа Марија Којзеклиска. Добро вечер, госпоѓа Којзеклиска, и добро дојдовте. Благодарам на поканата. Особено ми е драго што денеска присуствувам во вашава телевизија. Така. Еве, госпоѓа Којзеклиска, по втор пат се избрани на функцијата заменик директор на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување. Што фондот точно презема за брзи услуги и квалитетни на граѓаните? Со одлука на Управниот одбор на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, на кој согласност дава владата на Република Македонија, еве втор мандат веќе како сум заменик директор на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување. Фондот е една институција која згрижува голем број на пензионери и дава ја врши она целата надлежност која се однесува на осигурениците во делот на собирање на придонес, во делот на распределба на придонесот во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување и чување на фактички на средствата за да можат луѓето, осигурениците кои моментално работат, кога ќе ја исполнат условите за пензија, да може да ја користат пензијата. Така, во рамки на пензискиот фонд беше поставена и рамка во новиот трослоен пензиски систем во Република Македонија. Неговиот опфат го чинат 3 столба. Што точно значи тоа? Реформите кои беа спроведени 2003 година беа во насока за стабилност на пензискиот систем и од тие причини Фондот за пензиско и инвалидско осигурување си остана и натаму основен од еден од главните столбови, со тоа што се даде можност со реформата осигурениците да можат, оние кои прв пат се вработуваат после 1 јануари 2003 година, да можат да инвестираат дел од средствата и во вториот столб, и се даде еден трет столб, тоа е доброволно осигурување, каде што можат осигурениците апсолутно врз основа на доброволна база да вложуваат средства. Но нас не интересира она што се однесува на односот меѓу Фондот за пензиско и инвалидско осигурување и вториот столб. Значи, придонесот кој го плаќаат фирмите денеска во Република Македонија изнесува 18% од бруто износот на платата. Од тие 18%, 11, скоро 12% одат во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување како задолжителен фонд, а оние осигуреници кои се одлучиле да бидат членови на
КБ друштвото, значи пензиското друштво или НЛБ друштвото, 6% од тие средства одат на нивните така наречени индивидуални сметки и тие би ги користеле тие средства доколку остварат, ги исполнат условите за пензија кои се моментално актуелни во Република Македонија. Тоа се 62 години за жени, 65 за маж и минимум 15 години стаж на осигурување. Така. Во 2015 година имаше измени во Законот за пензиско и инвалидско осигурување, односно за регулирање на неплатените придонеси. Што точно значи ова? Имаше ли интерес? Со измените на Законот за пензиско и инвалидско осигурување на граѓаните и на фирмите им се дадоа неколку можности. Едната од можностите беше на физичките лица кои биле вработени во неколку фирми, а фирмите не плаќале придонес за пензиско и инвалидско осигурување и законски можност таа се уште постои и трае до 20 јуни 2016, значи оваа година, тие физички лица да може да поднесат барање до подрачните единици на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, за да може да го платат долгот, онде што им стои како неплатен, но под услов. Значи, за сите фирми каде што биле пријавени, значи мора да бидат пријавени, фирмите да се ликвидирани, да не постојат во централен регистар, или да се во стечај, и да не е платен придонесот за пензиско и инвалидско осигурување. Просечниот износ кој би се месечен износ на кој би ги чинел физичките лица да може тоа да право да го остварат, изнесува околу 2700 денари по месец. Значи ако сте имале една година неплатен придонес од различни фирми или од една фирма, тогаш треба 12 месеци по 2700 денари, тој износ вкупен треба да ви биде и под услов, значи да подсетам дека треба фирмата да биде во стечај, да е ликвидирана, за да може да си го регулирате и тој стаж. Во делот на заостанатите придонеси кои ги имаа фирмите до 31 јануари 31 декември 2015 година, фирмите имаа можност да поднесат барање, да го платат главниот долг, а да им се прости каматата. Бројот на фирмите кои го искористи ова право, мислам дека не е доволно, не е задоволителен, затоа што немаше интерес од страна на фирмите и покрај целиот напор и на фондот и на државата да ги анимира фирмите да ги платат придонесите, одзивот од страна на фирмите беше послаб. Ова е веќе втор пат како им се дава можност на фирмите, меѓутоа дел од тие фирми или не функционираат или се во стечај и тие што останаа дали немаат финансиски средства да ги платат затоа што се однесува за придонеси до 31.12.2008, кои беа услов, па ако останале од 1.1.2009 кога почна концептот бруто плата, и тие да се платат за да можат да ги заокружат стажот на нивните вработени. Постојат ли санкции? За ова? Да. Во законот не беа предвидени санкции, затоа што беше на доброволна база да можат самите фирми да си го регулираат, стажот, за да немаат луѓето проблем при остварување на правото за пензија. Така, што е со неплаќањето на придонесите? Дали се уште постојат работодавачи кои што не ги плаќаат придонесите? Да подсетам, значи до 31.12.2008 година Фондот за пензиско и инвалидско осигурување беше надлежен за наплата на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување. Со концептот на бруто плата од 1.1.2009 година, таа обврска премина на Управа за јавни приходи. Значи, Управата за јавни приходи е надлежна за собирање и на придонесите за пензиско, и на придонесите за здравство, и за вработување, и за даноците, така да тие имаат обврска, откако ќе помине МПИ-нот, да не ги префрлат платените придонеси за пензиско и инвалидско осигурување. Дали има неплатени придонеси, јас од аспект на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување не можам да ви кажам, ќе мора, значи, за тој податок Управа за јавни приходи, а не треба да има. Според мене не треба да има неплатени придонеси за пензиско и инвалидско осигурување. Така, која е постапката за добивање на инвалидска пензија?
Во фондот за пензиско и инвалидско осигурување едно од правата кои се остваруваат покрај старосна пензија, семејна пензија и инвалидската пензија. Јас искрено да ви кажам, најтешка, најмачна категорија е добивањето на инвалидска пензија затоа што таму се работи за болест, професионално заболување, повреда на работа, значи некаде каде што нешто што е поврзано со здравието на луѓето. Меѓутоа, еве државата заради таквите случаеви воспоставила право на инвалидска пензија. Условите се според годините на стажот кои ги имаат осигураниците да можат да остварат право на инвалидска пензија и најосновно е медицинската документација која ја поседуваат граѓаните кои од некои причини или професионално заболеле или имале повреда на работа да можат да го остварат правото на инвалидска пензија. Така, дали се случило некојаш во пракса еве да се послушат со фалсификување за да се здобијат со инвалидска пензија? 2010 година во фондот имаше една акција, да ги потсетам граѓаните и гледачите, тоа е Метастази, каде што дел од вработените во инвалидската комисија, односно комисијата за оценка на работна способност, нашите луѓе велат инвалидска комисија, но точното име е комисија за оценка на работната способност. Таа комисија, вработените во таа комисија беа заради фалсификување на исправи, заради злоупотреба на службена положба и овластување, беа санкционирани, изречени казни и мислам дека од тогаш наваму добивањето на решенија неосновани, посебно инвалидската комисија, ги нема. Така, овде се и пензионерите да не ја изоставиме оваа категорија на лица. Каква е состојбата со исплатата на пензија? Има ли доволно пари за исплаќање? Владата на Република Македонија, заедно со досегашниот премиер Груевски и сегашниот премиер Емил Димитриев, даваат, значи, се грижат и обезбедуваат сите можни начини за да може фондот за пензиско и инвалидско осигурување и сите останати институции да функционираат, посебно на пензионерите, затоа што тоа е категорија на граѓани кои долги низ години работеле и имаат сосем право да заслужуваат да ги користат бенефитите од кои ги создале во општеството. Затоа фондот за пензиско и инвалидско осигурување значи подпомогнат од владата на Република Македонија со преку Министерство за финансии ги презема сите потребни мерки за пензионерите. И понатаму, значи ова е определба на владата. Секогаш во 7-миот ден во месецот пензионерите да земаат пензија со години намацат. Значи пензионерите можат мирно да спијат, да им порачам, значи дека за нив секогаш ќе има до 7 во месецот редовна исплата на пензии. Во овој контекст би сакала да споменам само дека откако е ВМРО ДПМН на власт 2006 година заклучно со 2015 година, пензиите во Република Македонија се зголемени 19 пати. Така. Значи, тоа е бројка која покажува определбата на оваа влада и на оваа структура за остварување на правата на пензионерите, посебно во делот на редовното обезбедување на пензии. Така, дали државата се задолжува за да ги исплаќа парите на пензионерите? Одговорот на ова прашање сакам малце да го модифицирам и да посочам следново. Оние роудшоа што ги прави председател, што ги Груевски, ефектираат со зголемување на странските инвестиции во Република Македонија. Зголемувањето на странските инвестиции значи нови вработувања. Новите вработувања значат придонес за пензиско и инвалидско осигурување. Што значи дека владата и незините финансиски показатели се во насока на зголемување на бројот на
на износот на придонесот за пензиско и инвалидско, за да може редовна исплата на пензиите. Затоа што денеска во фондот во Република Македонија на основа на генерацијска солидарност се исплаќа пензијата. Јас и вие работиме за да можат пензионерите да земаат пензија. Тоа е така наречена генерацијска. Затоа се тие странски инвестиции и бенефитот од странските инвестиции, затоа што се зголемува бројот на вработените, се зголемува придонесот за да може да се исплатат пензиите. Така, постојано ги слушаме партиските препукувања околу зголемувањето на пензиите, дали е процентуално или линеарно. Што значи тоа, да конкретизираме? Значи, да им биде јасно на граѓаните, на гледачите. Владата има заложба, она зголемување кое го кажувам, значи да биде линеарно. Тоа значи фиксен износ на средства, последното зголемување беше 621 денар во септември 2015 за сите пензионери во Република Македонија. Така. Инаку процентуално би било малце не во ред, затоа што тие кои имаат поголема пензија, процентот за нив ќе биде поголем, би земале поголем износ, а они што се со пониска пензија ќе земаат помал процент, така да тоа не е во ред пред се, се збориме за категорија на пензионери на кои било секој денар им значи. Не е примерно за да одиме со процентуално зголемување на пензиите. Така, Затоа се остану на линеарното. За сите исто. Важи истото. Да. Така, овде е и бањско-климатската рекреација. Колку пензионери оваа година ќе заминат? Има ли интерес? Интересот за бањско-климатската рекреација е огромен од страна на пензионерите. До сега во Република Македонија 30.000 пензионери имаат заминато на бањско-климатска рекреација. 5.500 мислам дека е годишно ова тура на пензионери кои веќе почнаа да ја користат оваа услуга која владата на Република Македонија преку фондот и Министерството за труд и социјална политика го спроведе. Значи ова е период кој трае, ова е процес кој трае од јануари оваа година. Значи во тоа влегува 6-дневен пансион, медицински прегледи и платени патни трошоци на луѓето. Презадоволни се, искрено да ви кажам, пензионерите. Интенцијата на ова бањско-климатско лекување е пензионерите со помал износ на пензија да можат да го користат ова право. И што е во ред. Дали? Така, дали може еден пензионер да искористи повеќе пати оваа услуга? Не. Значи од 2010 од како е започнато ова, намерата е да можат сите пензионери да ја Постојат они услови? кои следуваат, кои имаат условите, кои ги исполнуваат условите, да ги искористат. Тие што еднаш биле, сега да им дозволат Предност на им другите. предности на другите, нормално. Така, дали следуваат нови проекти за пензионерите? Оваа година почнуваме со проектот бесплатен пензионерски викенд. Околу 2500 пензионери ќе може да ја користат таа услуга. Започнува, јас мислам, во април месец првата тура, така да и тоа е една новина за пензионерите да можат да го користат бесплатно викендот. Така, господја Којзиклиска, предлагам овде да погледнеме анкетата, што мислат граѓаните и дали се задоволни од фондот за пензиско и инвалидско осигурување. Добро, одлично, што друго да кажеме? Задоволен, што друго? Кога отидете, брзо завршите работа таму? Завршуваме, секогаш. И сега ќе одам таму. Да. Има ли нешто што недостасува на пензионерите? На пензионерите, се убаво, што да кажеме друго? Јаде се, пие се, одмараме. Заслужили сме што сме работили до сега и тоа е. Па да ти кажам за нивната институција како што работат, до сега толку време сум таму, имам работа и некој друго, сум задоволен од него. Што се добивам документи од Германија за пензиите, за ово, за друго, за трето и така. Сум добро, задоволен сум.
Ако сака да сидат на бања, ќе си поднесе барање, ќе си поднесе тој, како ќе го следува, така ќе го пратат. Со 600 динара, 10 евра направиле, смениле некој, мислам, стандард на пензионерите. Со 600 динара не може да се смени. Барем 6000, тој 100 евра, да може да нешто обстане тај, мислам ако се покача, да може да обстане тај пензионер. Оти дава, еве, на мене не ми стига само што се вика 3000 динара што давам за лекарството. И како ќе може да обстане после тоа со 150 евра? Како може да бидам задоволен кога ја и со извршители плаќам некој тамо што ја знам кредит и ми зимат 50% од пензиите? Може ли да биде задоволен пензионерот со тоа? Дури и со извршител. 500 евра го плаќам извршител. Кој е тај резон? Што знам, не сум имал проблем со ни на бање не одам, нигде не одам. Од пензија имам доволно за мене и толку. Да. Има ли нешто што недостасува за пензионерите? Немам појма. За мен не, а за другите не знам. Па добро ми е на мене, моментално посебно на мене добро ми е. Взимам си пензиичка, добра и така. Имам нешто од германска, нешто тука и толку. За бањите, јас сам против тоа бањите. Тоа за мене не одговара. Дај му пари на човекот, на тие што имат малку пензија, покачи, секој нека иде, нека си плате, а некој не го боле ништо, ќе идам на бања, а некој го боле нешто, а не може да отиде. По моему тоа не е исправно никако. До сега задоволни сме. Задоволни сме. Добро. Немат грешка, луѓето на време пензиите идат. На бања не праќат преку пензионерите, имаме договор со нив. Така, убаво е. Добро. Немам негативни работи за службите у Кочани. Па добро, јас сум пензионер, до сега добро иде, мислам, не е мала проблеми никакви. А пензиите тие се што се качуваат се, сега добро. За бањи не сум поднасал, него не знам, гледам луѓе идат задоволни се и така. Ја не би недел нека замерка, што секој си во животот средува како што му треба, мислам. И така, иначе, онака е добро. Добро ли е? Колку толку, повише да сакаме нема, така си. Дават на време пензија, однос на бањите тука не коригират, не терат сите заедно. Сега една банка, ако имаш повише од пензијата, не те фаќа. Ја од идва 3 пати, имам 500 динара повише од пензијата и не сам му и дал. Тука не чини. А ако дава груински, нека дава на сите. Ако не само на едни, некој по 2 пати одат, а некој ни еднаш не може да дојде. Ја? Ете, тоа не чини тоа што прават. Пензијско инвалидско осигурување. Па, релативно сме задоволни. Така. Јас сум пензионер. Не користам овие поволности што ги дава фондот за банско лекување и така натаму, затоа што постојат критериуми по кои одреден број пензионери тоа може да го користат. Пензиите ги примаме на време, кому му е одредено, што би може друго да ви интересира да каже. Некој барање еве што би сакале вие пензионерите да се... Видите, зголемувањето на пензиите е условено од многу работи. Пензиите наши не се на тоа ниво да ги задоволат потребите, не на сите. Не на сите да ги задоволат овие секојдневните потреби на пензионерите, меѓутоа тоа е тоа. Користувате ли банско-климатска рекреација? Не, јас поголема пензија земам и иначе сме доволни. Супер сме. И така. Со покачувањето на пензиите со редовност, задоволни ли сте? Задоволни сме, за сега. Како сте задоволни со услугите што ги нуди фондот кон вас, пензионерите? И ние сме задоволни. Така. Со покачувањето на пензиите, искористувате ли банско-климатска рекреација?
Да, јас користих. Пензионери сме. Како сте задоволни од фондот за пензиско и инвалидско осигурување? Ние като пензионери задоволни сме. За нас е добро. Ги искористувате ли банјско-климатска рекреација и другите? Јас не сам, като ја не сам. Искористувам, меѓутоа има кои се одели и одат и се задоволни. Па сега, кој има потреба... Ако имаме потреба, мисля дека ќе идеме. Еве, ја слушнавме анкетата. Краток коментар во врска со ова. Па, јас мислам дека граѓаните, значи и осигурениците и пензионерите се свесни за сите заложби кои ги прави Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, она што им го дава, им го нуди како можности да може да го остварат. И фондот секако дека ќе продолжи натаму во надградувањето на услугите кои ќе ги дава. Така, што е со земјоделските пензии? Кои се условите за да еден земјоделец се здобие со пензија? Сега од јануари 2016 година стапи на сила измените на законот во кои се дава можност на пензионерите, на земјоделците кои биле земјоделци, индивидуални земјоделци во периодот од 78 до 88 година да го платат стажот и да може да остварат право на земјоделска пензија. Но најголемиот проблем тука се дали е платен придонесот за услов е, значи да биде платен придонесот за пензиско и инвалидско осигурување во тој период. Тие податоци ги даваат Управа за јавни приходи, затоа што тогаш во тој период од 78 до 88 година пензионерите, земјоделците плаќале таму во тогашниот СОК или ЗПП и документацијата врз основа на која може да остварат право на пензија зависи од она што стои во архивите на Управата за јавни приходи. Доколку се обезбедат сите документи, на земјоделците им стои тоа можност да го платат стаж, да остварат право на земјоделска пензија. Но јас ги упатам до подрачните единици и филијалите на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, затоа што секој случај е посебен за себе. Со потребната документација, нека отидат таму, нека ги проверат сите документи, ќе им кажат референтите дали им треба нешто дополнително, дали треба друг документ да обезбедат, за да може да го остварат право на земјоделска пензија. И кај нив е минимално 15 години стаж. Да. Така. Зови, еве, што е со граѓаните кои што работеле во странство? Дали овде може да ги следува пензија? Фондот за пензиско и инвалидско осигурување има договори со странските држави и секако дека им следува со оние држави со кои е склучен меѓународен договор, за да можеме да ги признаеме дел од пензијата додека работел во Република Македонија. Соработуваме со фондовите во тие земји. Службена расписка оди за да се види колку години таму бил, колку тука во Македонија, за да може на крајот дел од пензијата да му се исплаќа во земјата во која работел таму во странство и дел овде во Република Македонија. Така. Дали се планира зголемување или намалување на старосната граница за заминување во пензија? Во измените на Законот за пензиско и инвалидско осигурување и измените на Законот за работни односи, Владата на Република Македонија, следејќи ги трендовите, даде доброволна можност на осигурениците да заминат и повеќе од предвидениот законски рок. Значи, во Република Македонија 62 за жени, 64 за мажи и минимум 15 години за стаж. Измените дозволија, доколку работодавецот има потреба од тој работник, жената да може да проложи до 64 години, мажот да проложи до 67 години, со тоа што тие до 31 август тековната година, например 2016, доколку одат во пензија во ноември 2016, да достават барање до работодавачот, за да може да им го продолжи стажот, да им го продолжи работниот однос до остварување на право на пензија. Ова се посебно однесува на административните работници, дадено им и на сите можност, сега кој сака, кој се чувствува способен да продолжи да работи и понатаму,
законот дава можност да продолжи да работи. Така. Сега за сега останува таа фиксна граница со тоа што доброволната е поместена, а натаму за сега немам сознание дали ќе има зголемување на старосната граница, иако мора да разбереме дека во сите земји старосните граници се 67 години. Дури и дури сите европски земји имаат намера да ги зголемат границите. Старосна за остварување на право на старосна пензија, заради тоа што најверојатно ја гледаат структурата осигуреник вработен и имат потреба да биде зголемена таа старосна пензија, старосна граница. Но овде е и бенефицираниот стаж за некои граѓани. Да, граѓаните кои стажот им се смета со зголемено траење, исто така фондот го ја врши и пресметката на бенефици, го вметнува стажот со тоа што се намалува годините на потребни старосната граница се намалува за онолку колку што е платен стажот за кој се смета како стаж со зголемено траење. Така. Како фондот може да стане уште подостапен за граѓаните? Една од измените на законот беше во февруари и во јули секоја година, почнувајќи од 2015 започна, значи тој проект на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, до работодавачите се доставува прегледот на стажот за осигурување. Работодавачот е должен во рок од 3 дена да му го достави на работникот. Значи, 2 пати во годината фондот ја дава таа можност. На сите работодавачи им пушта, работодавачите им ги доставуваат до вработените и секој вработен има преглед дали колку му е платен стажот и дали некаде му е прескокнат, некоја година му е прескокната. Тоа е првата работа. Втората работа која овозможи фондот е да може, кога ќе сакате од домашниот компјутер, да седнете, да видите колку имате стаж за осигурување, доволно е во Фондот за пензиско, во филијалата, да отидете и да земете лозинка со која треба да се најавите, за да можете од дома да проверите колку ви е стажот, колку време ви е, колку редовно ви се плаќа при донесот и дали ви се сите години во ред. Ова е особено важна можност за оние граѓани кои планираат да заминат во пензија, за да знаат дали се им е средено во стажот и доколку им фали нешто, да можат да се обратат до филијалите, за да им кажат, да ги упатат што треба да направат, за да можат и тој стаж да го регулираат. Она што го предвидува фондот е да, како еден од проектите, да се направи и електронска апликација за пензија, значи исто така да не доаѓате до филијалите, да може електронски да им се возможи за старосна пензија, за семејна пензија, за инвалидска пензија, е проект иден кој го планира Фондот за пензиско и инвалидско осигурување и еден од идните проекти е утврдување на единствена база на инвалидност. Значи, за сите можни осигуреници или кои по било кој основ имаат инвалидност, да може да се направи една база за да се земат тие како податоци за идните остварување на инвалидска или друг вид на пензија. Така, госпоѓа Козиклиска, ви благодарам на гостувањето во Рапорт. Благодарам на поканата и се надевам дека ќе имаме можност да се видиме уште неколку пати. Така. Заврши уште едно издание на Рапорт. Останете со програмата на Канал Плюс телевизија. Довидување.